Почитувани, развојот на туризмот е еден од стратешките приоритети на владата предводена од ВМРО ДПМН. Во изминатиот период се реализираат бројни инфраструктурни и развојни проекти кои имаат за цел да ја подобрат туристичката понуда, да ја зголемат поврзаноста на државата со регионот и Европа и да создадат нови можности за локалниот економски развој. Еден од најзначајните проекти е изградбата на брзата железничка пруга Скопје-Солун, која ќе представува најголем инфраструктурен проект не само за Македонија, туку и за целиот регион на Југоисточна Европа. Со нејзиното завршување, патувањето до Солун значително ќе се скрати, што ќе овозможи побор пристап до морето и ќе придонесе за зголемен број туристички посети во двата правци. Истовремено, Гевгелија ќе се развие во значаен туристички и економски центар, а со проширувањето на граничниот премин ќе се олесни движењето на патниците и туристите. Паралелно се реализираат и повеќе проекти во Гевгелија, кои директно придонесуваат за развојот на туризмот. Во тек е изградба на западниот булевар, кој ќе го подобри сообраќајното поврзување. Се реставрира заштитената стара чаршија со цел повторно да стане препознатлив символ на градот, а се привршува изградбата на брањата Конско. Со незиното ставање во функција Македонија ќе добие ново вештачко езеро, кое отвара можности за развој на рекреативниот, спортскиот и викенд туризмот. Дополнително се реконструира и патот на ски центарот Кожув, со што се создаваат услови оваа туристичка дестинација повторно да стане атрактивна за домашните и странските посетители. Значајни резултати се постигнати и во авиосообраќајот, како важен сегмент за развојот на туризмот. Преку програмата за субвенционирање нови авиолинии од есента 2024 година до сега се обезбедени 21 нова авионска дестинација од Скопскиот и Охридскиот аеродром. Новите линии кон градовите како Барселона, Дубај, Неапол, Милано, Будимпешта, Виена, Краков и други европски центри ја прават Македонија достапна за странските туристи и придонесуваат за зголемување на туристичкиот промет. Во исто време се инвестира и во модернизација на аеродромската инфраструктура. Реконструкцијата на Охридскиот аеродром е во завршна фаза, со нов терминал, нова административна зграда и проширување на капацитетите за прием на патници и авиокомпании. Резултатите веќе се видливи, при што Охридскиот аеродром забележува рекорд со повеќе од 3000 обслужени патници во еден ден. Почитувани, сите овие инвестиции се дел од јасна стратегија за развој на туризмот преку подобра инфраструктура, поголема поврзаност и создавање нови туристички содржини. Владата предводена од ВМРО ДПМН останува посветена на реализација на проекти кои ќе ја направат Македонија уште поатрактивна туристичка дестинација, ќе го поттикнат локалниот економски развој и ќе донесат нови можности за граѓаните и стопанството. Ви благодарам.